Е-фактури од јануари 2026. Трета доза на облека за повредените во Кочани. Путин му подари мотор на американец. Путин и Зеленски со средба во наредните 2 недели. Најскапиот трговски центар во светот. Почина младиот фудбалер Виктор Боневски. Иако првично беше најавено дека електронската фактура ќе стане задолжителна од 1 октомври 2026, Управата за јавни приходи потврди дека тест периодот ќе започне уште на почетокот на 2026 година. Во тој период, фокус групи составени од големи компании и фирми што соработуваат со државата ќе започнат со примена на системот, со цел негова финална доработка. Системот за е-фактури ќе биде клучна алатка за дигиталната трансформација на даночниот систем и борбата против сивата економија. За разлика од обичните документи во PDF или Word формат, е-фактурата ќе биде структуриран електронски сет на податоци, кој ќе се верификува од страна на Управата за јавни приходи. Потоа, автоматски ќе се испраќа до издавачот и примачот на фактурата. Секоја фактура ќе добие единствен идентификацијски код, а хартиените фактури повеќе нема да бидат валидни. Управата за јавни приходи најавува дека испраќањето ќе може да се врши преку сопствен деловен софтвер или преку бесплатна апликација на управата. Иако нема да има големи трошоци за бизнисите, компаниите со сопствени IT системи ќе треба да ги прилагодат. Освен заштеда на 12.000 дрва годишно, најголемата придобивка ќе биде елиминација на лажни фактури и олеснување на контролата врз даночните измами. Граѓанската иницијатива Супорт Кочани ја заврши третата пратка на специјализирана компресивна облека за лицата повредени во пожарот што го зафати Кочани. Облеката е веќе предадена на општата болница во Кочани со цел да се овозможи побрзо и правилно закрепнување на пациентите. Вредноста на донацијата изнесува 2.193.047 денари, а средствата се обезбедени исклучиво преку донации од граѓани, компании и поддржувачи од диаспората. Вкупната вредност на досегашните 3 испораки сега надминува 3,4 милиони денари. Во оваа испорака се вклучени 176 парчиња облека изработени по индивидуални мерки за пациентите. Од иницијативата изразуваат благодарност до сите што помогнале, со посебно признание за компаниите Julius Zorn и Hel 2000 и најавуваат дека ќе продолжат со поддршката се додека постои потреба, потенцирајќи дека солидарноста и хуманоста се клучот за напредок. Рускиот председател Владимир Путин му подари нов мотоцикл Урал на жителот на Алјаска, Марк Ворен, откако американецот јавно се пожали на тешкотиите со одржување на својот стар мотор поради санкциите. Веста ја пренесе телевизискиот канал Русија 1. Ова е личен подарок од председателот на Руската Федерација, изјави Андреј Леденев од Руската амбасада во САД. Неколку дена пред најавената средба меѓу лидерите на САД и Русија, Ворен откри дека не може да најде резервни делови за својот Урал. По објавата, руските дипломати го пронајдоа и му врачија нов мотоцикл. Овој мотоцикл работи многу подобро. Многу ми е драг и мојот стар, но овој е очигледно на повисоко ниво, изјави Ворен, долгогодишен љубител на мотоцикли. Рускиот председател Владимир Путин и украинскиот председател Володимир Зеленски ќе се сретнат во рок од 2 недели, изјави германскиот канцелар Фридрих Мерц, повикувајќи се на телефонскиот разговор меѓу Путин и американскиот председател Доналд Трамп, јави ДП. Американскиот председател разговараше по телефон со рускиот председател. Тие се согласија дека ќе има средба меѓу рускиот и украинскиот лидер во наредните 2 недели, рече Мерц пред новинарите. Тој додаде дека останува нејасно дали Путин ќе има храброст да се појави на ваква средба, но нагласи дека е клучно Украина да не биде притискана да отстапува територии. Барањето на Русија Украина да предаде делови од Донбас е исто како САД да мораат да се откажат од Флорида, рече Мерц. Вистина е дека кога ќе помислиме на трговски центар, првата асоциација ни се места како Рамстор или Веро, урбани средишта каде што тинејџерите се дружат, младите купуваат брендови, а семејствата шетаат и прават шопинг за празници. Вистина е дека овие простори не се само за пазарење, туку и места за дружење, уживање и поминување квалитетно време, особено кога надвор е ладно или непријатно за активности на отворено.
Но дали ова важи и за најскапиот трговски центар на светот? Вистина е дека кога ќе го посетите Бавдај трговскиот центар во Дубај, ќе сватите дека стандардите се сосема поинакви од се што сме навикнати да гледаме. Сместен во срцето на еден од најлуксузните градови во светот, овој трговски центар представува синоним за екстраваганција, луксуз и иновација во трговијата и забавата. Со вредност од 2,7 милиарди долари, Бавдај не е само место за купување, туку целосно искуство. Вистина е дека таму може да се најде се, од најскапите и најексклузивни модни брендови до уникатен накид, дизајнерска облека и технолошки иновации. Со над 400 продавници, центарот нуди избор што ретко каде може да се сретне. Вистина е дека Бавдај оди чекор понатаму и во забавата. Во склоп на трговскиот центар се наоѓа фамилијарен забавен комплекс од 10.000 квадратни метри кој нуди адреналински ролеркостери, модерни кугларници, театарски сали и интерактивни зони за игра. Тоа го прави идеална дестинација не само за купување, туку и за семејни прошетки, забава и рекреација. Најразновидните кујни од целиот свет се присутни овде, од врвна италијанска паста, преку јапонски суши, до арапски специјалитети. Вистина е дека овој трговски центар е осмислен како град во мал, каде може да се шетате, јадете, купувате, да се забавувате и дури да уживате во културни настани. Вистина е дека Бавдај е многу повеќе од трговски центар. Тој е слика за модерниот начин на живот во 21 век, каде што комерцијалното, културното и забавното се спојуваат во едно неверојатно искуство. 21-годишниот фудбалер Виктор Боневски ја загуби битката со тешка болест. По долга и тешка борба со малигна неоплазма на абдоменот и неколку други органи, Боневски почина и покрај обидите за лекување и извршената операција. Тажната вест ја сподели неговиот брат Даниел на социјалните мрежи. Фудбалската академија New Stars, каде што Виктор беше активен играч, со длабоко жалење соопшти дека клубот изгубил член кој оставил силен печат со својата посветеност, храброст и љубов кон фудбалот. Нека неговата добрина и спортски дух бидат пример за идните генерации, стои во соопштението. Во изминатите години, за лекувањето на Виктор беа организирани донации, во кои се вклучија бројни граѓани и јавни личности. Меѓу нив беше и музичката група ДНК, која апелираше за поддршка, истакнувајќи дека станува збор за млад фудбалер со светла иднина. И покрај сите напори, Виктор не успеа да се избори со болеста. Семејството, пријателите и спортската јавност ќе го паметат по неговата борбеност и хуманост. Фактури од јануари 2026. Трета доза на облека за повредените во Кочани. Путин му подари мотор на американец. Путин и Зеленски со средба во наредните 2 недели. Најскапиот трговски центар во светот. Почина младиот фудбалер Виктор Боневски.